27 март 2025 година, четврток, почитувани гледачи, добре дојдовте во централниот дневник на КТВ телевизија. А во него детали за сите актуелности со кои го одбележавме и денешниот ден. Следете не. Општина Кавадарци постојано инвестира во селата и руралните средини. Во тек е реконструкција на фекалната канализација во село Ресава. Изведувач на работите е фирмата РМК Градба од Студеничани. Вкупната вредност изнесува 8.089.655 денари, а околу 3 милиони денари се инвестиција на Министерството за животна средина и просторно планирање, а останатиот износ е инвестиција на Општина Кавадарци. Локалната самоуправа и јавното претпријатие Комуналец Кавадарци започнаа со нова инвестиција во село Куманичево, која опфаќа поставување на резервоари за вода, комплетно нови со инсталација и платформи, со што ќе биде решен проблемот со водоснабдувањето во овие рурални средини. Ова е на барање на местната заедница Куманичево, а инвестицијата е на јавното претпријатие Комуналец во соработка со локалната самоуправа, информираат од Општина Кавадарци. Продолжува имплементацијата на проектот Состојба на физичкиот фитнес, нутритивниот статус и статусот на стапалата кај децата и младинците од Општина Кавадарци во соработка со Универзитетот Свети Кирил и Методи Скопје, Факултетот за физичко образование, спорт и здравје. Вчера во Основното општинско училиште Гоце Делчев, каде на околу 250 ученици од 2 до 5 оделение се вршеше мерење и следење на физичкиот развој, откривање на телесни деформитети. Во проектот ќе бидат вклучени вкупно 1460 ученици од основните училишта во Општина Кавадарци, информираат од локалната самоуправа. Во дневникот информации и од Општина Росуман. Бранкица Несторовска поднесе оставка од функцијата член на Советот на Општина Росуман. Советот ја верификуваше оставката, а ДИК во следниот период ќе го обелодени името на новиот советник. Советот на Општина Росуман вчера одржа 52-та редовна седница на која имаше само 2 точки. Прво, советниците го изслушаа извештајот на Комисијата за верификација, мандатни прашања и избори и именувања од седницата одржана непосредно пред почетокот на седницата на Советот на Општината. Имено комисијата беше свикана бидејќи советничката Бранкица Несторовска поднела оставка на функцијата член на Советот на Општина Росуман. Несторовска оставката ја поднела од лични причини, бидејќи се обезбедила вработување во друг град, и заради тоа нема да може да одговори на обврските како советник во Општина Росуман. Како втора точка, по предлогот на комисијата, Советот ја верификуваше оставката и оваа одлука ќе биде доставена до Државната изборна комисија, која ќе го назначи новиот советник според листата на советници од партијата од која доаѓа Несторовска. Општина Кавадарци во континуитет вложува во подобрувањето на условите за престој на децата во детската градинка Рада Пуцева. Во тема на денот го представуваме работењето на објектите Детелинка и Петар Пан. Објектот Детелинка започна со работа во 1981 година. Зградата е приземна со тврда градба, со вкупна површина од 5060 метри квадратни, од кои на зградата и припаѓаат 1260 метри квадратни и дворна површина од 3800 метри квадратни. Ако до пред 6 години имавме листа на чекање за запишување на деца во градинката, денес со таков проблем не се соочуваме. До пред 6 години објектот Детелинка располагаше со 9 занимални, од кои 7 воспитни групи и 2 јаслени групи. Но поради проблемот со недостиг на капацитети за опфаќање на деца од предучилишна возраст и поради доброто менаџирање на нашата директорка Цана Добринова и секогаш успешната соработка што ја имаме со градоначалникот на Општина Кавадарци доктор Митко Јанчев, беше реализиран проект за проширување, односно доградба на веќе постоечкиот објект Детелинка. Така, сега доградениот дел од 2019 година зафеќа површина од 528 метри квадратни и проектиран капацитет за 81
27 дечиња организирани во 5 воспитни групи. Вкупниот капацитет на објектот Детелинка е за 215 дечиња, а се опфатени денес 310 деца во 14 воспитни групи. Во нашиот објект се згрижани дечиња од 9 месеци до 6 годишна возраст, односно до поаѓање во училиште. Наша основна цел како установа е да обезбедиме оптимални услови за згрижување, воспитание и образование на децата од најрана возраст, бидејќи раното детство е многу важно за севкупниот развој на личноста. Современите научни сознанија и достигнувања на педагогијата и психологијата, како и други сродни научни дисциплини, укажуваат дека предучилишната возраст е период во кој се оформуваат основните квалитети на личноста од кој зависи на тамошниот развој на едната личност. Со нашите најмили и најмали дечиња секојдневно работат едуцирани и лиценцирани воспитувачи и негователки, кои максимално преку игра, преку своите знаења и лични примери придонесуваат за правилно развивање на интелектуалниот, емоционалниот и социјалниот развој на децата како индивидуи. Секоја занимална во објектот располага со детски капчиња кои се опремени со дидактички помагала и секое дете си го најде своето место во тоа капче. Во изминатите години извршено е доопременување на објектот со мебел, дидактички материјал, извршивме замена на стари клими со нови клими, постелнина, столаријата е комплетно заменета со ПВЦ, имаме направено преадаптација на дел од ходникот во новиот дел, во канцеларија за стручните работници и соработници, имаме поставено венецијан зависи во сите занимални, комарници, поставени се надворешни камери на објектот. Исто така, објектот располага со трапезарија наменета за оброци на децата, дистрибутивна куина, кабинет за нагледни средства, канцеларии, перални и затоплувањето на нашиот објект е со парно грејење со нафта. Нашиот објект Детелинка располага со голема дворна површина. Со взаемна соработка на нашата градинка и локалната самоуправа, извршена и е замена на старата ограда со нова и побезбедна ограда за децата, поставивме осветлување со канделабри во дворот, имаме детски нови реквизити, песочници за децата, клупи, канти за отпадок. Во 2019 година, во рамките на проектот за рурални средини градинки на Министерството за труд и социјална политика, започна со работа објектот Петар Пан кој се наоѓа во селото Марена. Тогашното училиште во селото на Марена беше преадаптирано во детска градинка од страна на локалната самоуправа Кавадарци, а целосно е опремена од Министерството за труд и социјална политика. Објектот е приземна барака со корисна површина од 126 метри квадратни и двор од 840 метри квадратни. Овој објект има влез, ходник, занимална за дечињата, чајна куина, канцеларија, гардеробери, санитарни простори за децата и вработените. Објектот се затоплува со клима уреди и вратите и прозорците се од ПВЦ материјал, подот е покриен со линолеум. И во овој објект, во изминативе години, исто така имаме извршено допременување со дидактички материјал, постелнина, компјутери, урбана опрема, порта за влез и безбедност на дечињата. Континуираното одржување на објектот е основен предуслов за нормално остварување на дејноста со децата. На крај би сакала да изразам голема благодарност за укажаната доверба од страна на директорката низ минатите години, за секојдневната соработка на сите наши вработени во објект Детелинка и Петар Пан во Марена и за успешната соработка што ја имаме низ годините со градоначалникот на општина Кавадарци доктор Митко Јанчев и локалната самоуправа. Папаја за владата, трошки за народот.
Срамна одлука за минималната плата од 1800 денари, рекоа на пресконференција од СДСМ. Срамна, понижувачка и крајно неодговорна е одлуката на владата за некакво бедно покачување на минималната плата од само 1800 денари. Што да прават работниците со 1800 денари покачување во услови кога истата оваа влада дозволи екстремно зголемување на цените на храната и на производите? Владата предводена од ДПМН очигледно нема допир со реалноста и покажува тотална негрижа за најважното – стандардот на граѓаните. Како пресметаа дека 1800 денари им се доволни на работниците? Граѓаните секојдневно се борат да преживеат со високи цени, високи сметки, а со мизерни плати. Растот на трошоците за живот е сериозен притисок врз семејниот буџет и граѓаните едва и врзуваат крај со крај. Потрошувачката кошница во февруари 2025 година достигна 63.773 денари. За над 100 евра е зголемена во споредба со лани. И со ова бедно зголемување, повторно, две минимални плати не се доволни за да се покријат основните месечни трошоци на едно семејство. Додека граѓаните бираат дали да купат храна или да платат сметки, ДПМН во историски најголемиот буџет не предвидува пари за работниците. Но затоа има пари за манго, папаја, лосос, за приватни авиони и непродуктивни трошења на владата и на нејзините функционери. За работниците остави трошки и ги остави во сиромаштија, граѓаните да живеат на воздух, а владата на манго и папаја. Срамота. Дополнително, за прв пат откако е воведена минималната плата, оваа власт ја донесе срамната одлука за нејзина корекција сама, без консултација и без да ги слушне барањата на работниците. Почитувани, оваа влада се грижи само за себе и за богатите елити. Незината неспособност за само 9 месеци предизвика економска катастрофа и сериозно влошување на условите за живот. И сега ги туркаат работниците кон подлабока сиромаштија. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија во изминатиот период докажа дека минималната плата може и мора да се зголемува. И тоа го правевме со соодветни законски решенија. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ја зголеми минималната плата од 8.000 денари во времето на ДПМН на 22.567 денари. Сега бараме зголемување на 500 евра, затоа што тоа е минимум кој што ќе им обезбеди на работниците покривање на трошоците за живот. Бидејќи власта ги игнорира работниците, ние ќе поднесеме закон за зголемување на минималната плата. СДСМ секогаш била и ќе биде на страната на работниците. Нема да отстапиме од барањата за достоинствена плата и достоинствен живот на секој работник. Зошто СДС молчи за случајот Јон Фрчковски, кој не е единствен во СДС, праша на денешната пресконференција Бране Петрушевски од ВМРО ДПМН. Случајот со Јон Фрчковски не е единствен во СДС. Јавноста сведочеше и на други вакви случаи кога станува збор за СДС. Поранешниот пратеник на СДС, Павле Богоевски, исто така потврди автентичност на снимка според која тој нарачува психотропна наркотична супстанца. Богоевски беше и еден од водачите на шарената револуција. Јон и Павле се луѓе од СДС кои од една страна делат лекции за правда и ја бараат истата, а од друга страна се лица кои користат психотропни супстанци. Дополнително, во случајот со Јон станува збор за личност која е фатена на дело, како користи кокаин, на работно место. Истиот тој е поранешен помошник директор на јавното предпријатие за стамбен и деловен простор и син на грдото лице на транзитивијата Љубомир Фрчковски. Јон сака да помине само со јавно извинување, а СДС во меѓувреме молчи. Јон е само еден од ликовите на трулиот и корумпиран СДС, кој имал функции благодарение на СДС како на државни институции, така и партиски. Молкот од СДС и Венко Филипче е алармантен и отвара неколку прашања, меѓу кои дали молкот и неоградувањето од постапката на Јон Фрчковски значи дека Филипче одобрува земање на кокаин? Дали СДС ќе се извини на јавност?
Дали СДС ќе побара институции да постапат согласно законските надлежности? СДС и Венко Филипче досега само потврдуваат дека се лице на корупција, на активности како што е земање на психотропни, наркотични супстанции. Едноставно, дека се лице на грдата и расипничка транзиција, која ја спроведува токму ликови од СДС. Кога истрагата е селективна, а обвинителот станува подобен за Мицкоски, правда не може да се очекува, порача на денешната пресконференција портпаролката на СДСМ Богданка Кузевска. Страшната трагедија во Кочани, во која загинаа 59 луѓе, повикува на неселективна и темелна истрага за лоцирање на одговорност. За жал, од досегашниот тек на истрагата гледаме дека се води селективно и не се опфатени актуелните функционери и службеници, иако биле на функции на денот кога се случи трагедијата. Како тоа, тие кои се директно одговорни за безбедноста на самиот настан во Бирото за јавна безбедност и Министерството за внатрешни работи, во ОВР, Кочани и Штип, како е можно тие да не се опфатени со истрагата? Законот за јавни собири јасно определува кога и за какви настани полицијата има обврска да постапи и да превенира. Доколку институциите постапиле согласно своите законски обврски, на терен ќе имало присуство на противпожарна бригада, брза помош, адекватен број полициски службеници и сите неопходни безбедносни протоколи за ваков тип на јавен собир. Се поставува прашањето како е можно да не се истражуваат лица кои вечерта биле на одговорни позиции со законска должност да постапат, но не го направиле тоа. Понатаму, зошто актуелните директори на ДПИ и на УЈП не се опфатени со истрагата? Истражниот процес, кој мора да биде непристрасен и целосен, се претвара во инструмент на политичко калкулирање. Се заштитуваат позиции, се менуваат стратегии. Пред само неколку недели, јавниот обвинител беше под притисок за разрешување и тоа директно од Мицкоски. Владата започна постапка, се вршеа јавни напади, се создаваше јасен наратив за негова недоверба. Одеднаш пресврт станува потребен, постапката е стопирана, Советот за јавни обвинители не заседава, а Мицкоски повикува да му се даде шанса. Кога обвинителот од неподобен станува подобен, а истрагата ги допира само оние од минатото, тогаш е јасно дека неселективна правда не може да се очекува. СДСМ, почитувани, нема да молчи. Ние нема да го ставиме јавниот интерес во рацете на политичари, што правдата испорачуваат според нивната политичка потреба. Повторуваме, секој кој има одговорност мора да одговара, без оглед на политичка припадност или моментална функција. Мицкоски треба да знае, граѓаните на улиците се борат токму против ваквиот систем, против овие влијанија, неодговорност и селективна правда. Ова е сршта на проблемот. Семејствата на загинатите не заслужуваат таква истрага. Македонија заслужува вистина и целосна одговорност за сите. Се друго ќе значи до уништување на и така малата доверба на граѓаните во државата. Во дневникот информации од културата. Кавадаречкиот театар го одбележа 27 март, светскиот ден на театарот. Во Домот на културата денеска беа прочитани светската и македонската порака, заедно со извадок од представата Шекспир во приказни. 27 март се прославува како светски ден на театарот. По тој повод, денеска во Домот на културата Иван Мазов Климе од Кавадарци беа најавени театарски представи и постоечки проекти, но и нови, а истовремено беа прочитани светската и македонската порака по повод денот на театарот. Актерот Диме Боцев ја прочита светската порака и го најави новиот проект, представата Жена ми се вика Борис. Може ли театарските рефлектори да фрлат светлина врз општествената траума и да престанат погрешно да ја фрлаат светлината врз себе? Прашањата кои не дозволуваат конечни одговори, бидејќи театарот постои и обстојува благодарение на неодговорени прашања. Прашањата кои не дозволуваат конечни одговори, бидејќи театарот постои и обстојува благодарение, како што кажав, на неодговорените прашања. Прашањата предизвикани од Дионис, поминувајќи низ неговото родно место, оркестарот на античкиот театар и продолжувајќи го своето тивко мигрантско патување низ пејзажите на војната, денес на светскиот ден на театарот. Ајде да погледнеме во очите на Дионис, екстатичниот бог на театарот,
и митот кој ги обединува минатото, сегашноста и иднината, дете на две раѓања, од Зевс и Семела, изразувач на флуидни идентитети, женски и машки, лути и љубезни, божествени и животински, на работ помеѓу лудилото и разумот, редот и хаосот, акробат на границата помеѓу животот и смртта. Дионис поставува фундаментално онтолошко прашање зашто ли се работи. Прашање кое го води творецот кон подлабоко истражување на коренот на митот и повеќе слојни димензии на човековата енигма. Потребни ни се нови наративни начини, насочени кон култивирање на сечавањата и обликување на нова морална и политичка одговорност да произлезат од многуте лица на диктатурата на денешниот среден век. Актерот Александар Малинков имаше честа да ја прочита и македонската порака. Се будам, приоѓам до прозорецот, погледнувам часовникот, се уште не работи. А поставен е на висок столб кај влезот во паркот на улицата со историско име Булевар Илинден. Никој не го поправа, не го покренува еве веќе трета година. Дали стои и чека да стане главен протагонист во некоја театарска представа па да раскажува за луѓето кои секојдневно се движат под него по булеварот Илинден и влезот на градскиот парк. Одам низ паркот и ги здогледувам дедото и внукот. Внукот има 3 години. Мало дете, а збори многу. Но некон дедом збори, трча, вика, се смее, клекнува, слуша, одговара. Се доближувам и здогледувам пеперутка. Таа го напаѓа штотоку расцутениот свет, а детето го брани светот и ја брка пеперутката подалеку. Двете верверички, кои весело трчаат горе-долу по дрвото, запираат со играта, гледаат во детето, мафтаат со опавчињата. Се тоа го виде и Гавранот, па долета до детето. Детето му рече: "А, Гавро, убаво ја избркав пеперутката." Гавранот штракна со клунот. Видели дедото театар создаден од неговиот 3-годишен внук. Одејќи по паркот, најдов на мала дива депонија. Расфрлано ѓубре, конзерви, шишиња, скинати весници, лушпи од семки, недојадени сендвичи. Еден човек се движи по ѓубрето. Зеде конзерва, студиозно ја разгледа и ја стави настрана. Другата исто така. Зема шише, го гледа и си мисли дали е испиено за жалост или за радост. Го става настрана, другото исто така. Весниците не ги тутка, прво ги разгледува, па ги дипли. Правилно. Недојадениот сендвич прво ќе го баци, па ќе го стави во кесе. На секој отворен предмет човекот како да му го бараше минатото и спасувајќи го од немилосрдното, дефинитивно уништување како да сакаше да му го продолжи животот. Театар гледам јас. На крај Мики Цивова говореше за актуелниот проект Шекспир во приказни, а го најави и новиот детски проект, пошто присутните можеа да проследат еден мал извадок од Шекспировата Роме и Јулија, која е дел од актуелниот проект. Во галеријата при Домот на културата Иван Мазов Климе Кавадарци беше отворена изложбата Тишината на боемската природа, акварелна симфонија на Лазар Дојчинов. Настанувањето на акварелот се поврзува со Албрехт Дирер. Тој се смета за зачетник на оваа техника во сликарството, како и уметник кој ја усовршил и популаризирал. Е користел белината на хартијата за да го нагласи светлото и воздушесто изведување на делото. Токму така и акварелите на Дојчинов се работени со голема вештина и прецизност. Сликајќи акварели, Дојчинов ја развил леснотијата на движењето на раката за сликање на големо платно. Интересот за природата, кој го покажал во оваа техника, дава нови мотиви за нови генерации уметници. Акварелите, кои се изложени оваа вечер во нашата галерија, представуваат циклус на тематска целина, во која се обработени пейзажи од родниот крај, односно Тиквешијата, па и пошироко, од градот, Тиквешкото езеро и слично. Акварелите на Дојчинов, без разлика дали уметникот се занимава со мотиви природа, од одредена планина или подеднакво впечатливо, со убавината на езерското око,
секогаш во себе го носат препознатливото присуство на познатиот антички поим агон, што значува средба и борба, но не само со надворешен противник, туку и со оној кој сите го носиме во себе и кој не поттикнува да не се откажуваме и да се бориме за подобро јас. Токму ова го гледаме и во најновите дела на ликовниот уметник Лазар Дојчинов. Нашата галерија денеска е претворена во рај од овие прекрасни акварели. Затоа, драги гости, денеска најдете го моментот на духовното исполнување, гледајќи ги овие прекрасни дела. 2 децении неговата уметност и неговите изложби беа поврзани со одбележувањето на најголемиот празник на лозарите во Тихвешијата, Свети Трифун, а сега еве 3-та година веќе воспоставува една друга традиција да го одбележува својот роден ден. 22 март како славење на пролета, на будењето на природата, кога се разлистува, се разцветува. Можете да си пронајдете прекрасни бисери негови, иако се мал формат, сликите меѓутоа можат да го осликат на вистина неговиот талент и неговата умешност во техниката акварел, каде што мислам дека ги прави и најубавите дела. Така сакам да заблагодарам на вработените при Домот на културата Иван Мазов Климе, кои што несебично ја подредија сета оваа изложба да биде се во најдобар ред. Исто така сакам да се благодарам на поетите, поетесите, со нивниот настап направија вистинско оплеменување на овој настап. И му благодарам. Благодарам на Мирјана Мукаетова, која што во целиот мој циклус на изложби, она ми отвараше изложбите. Еве и сега пак тоа продолжува традиционално. Благодарам на покровителите, градоначалникот на општина Кавадарци, собранието на општина Кавадарци, советот. Продолжуваме со спорт. Овој викенд ќе се одиграат ракометните елиминациони куп надпревари. Веќе утре ГРК Тиквеш од 19 часот ќе го пречека тимот на Јехона од Гостивар, а Вардар во Неготино ќе игра со Партизан Гевгелија. Овој викенд во нашата земја на ракометните терени на програмата се средбите од ракометното куп елиминационо коло. Всушност, средбите од купот стартуваат веќе утре, петок, и тоа со средбата во Неготино, каде Вардар со почеток од 18 часот ќе го пречека тимот на Партизан од Гевгелија. Веднаш потоа, утре со почеток од 19 часот во салата Јасмин, ГРК Тиквеш како апсолутен фаворит ќе го пречека тимот на Јехона од Гостивар. Во сабота е предвидено да се одиграат средбите Аеродром Македонија Ѓорче Петров, Мултиесенс Преспа Вардар, Бутел Металург РА, Радовиш Скопје, Охрид Шампион, Куманово Астрајон, Младост Струга и Еврофарм Пелистер 2 Драчево. Во недела, според делегирањето, ќе се одиграат само 2 средби, и тоа Овче поле Фруитленд Борец и Текстилец Прилеп. На 12-те победници од овие дуели, потоа ќе им се приклучат и екипите на Алкалоид, Еврофарм Пелистер и Вардар, кои се ослободени од играњето елиминации, како и екипата на Пролет, која обезбеди директен пласман понатаму по откажувањето на Кичево. Кошаркарите на Тиквеш Голден Игл во недела го пречекуваат тимот на ТФТ. Само со победа на оваа средба кавадарчани можат да се надеваат на место во плейофот. Викендов во првата машка МТЛ кошаркарска лига на програмата се средбите од редовното 21 коло, предпоследно од регуларниот дел.
Веќе утре петок, во Скопската пресметка и во дербито на ова коло, Феникс ќе го пречека актуелниот шампион МЗТ. Кожув во Гевгелија е фаворит во дуелот со Шкупи. Пелистер не би требало да има проблеми во Битола со Фенерджијата Вардар, а работнички го чека тешко гостување кај незгодниот Гостивар, иако средбата ќе се одигра без присуство на публика. Во недела, екипата на Куманово се очекува да одигра максимално неизвестен надпревар против екипата на Чаир, а неизвестен надпревар се очекува и на дуелот помеѓу Тиквеш Голден Игл и ТФТ. Кавадарчани мора да размислуваат само на победа, бидејќи само така остануваат во игра за место во плей-офот. Средбата Тиквеш Голден Игл ТФТ се игра во салата Јасмин во недела со почеток од 18 часот. Росоман и Венец победија на домашен терен против Лазарими, односно Питогули. Екипата на Клими во првата футсал лига беше убедлива на гостувањето кај Железарец. Фудбалските третолигаши, особено оние од третата македонска фудбалска лига, група Југ, вчера ги одиграа средбите од одложеното 16-то коло. Росоман на домашен терен потешко од очекувањата го совлада тимот на Влазними со 3:2. Важна победа во трката за врвот на табелата забележа екипата на Венец од Долни Дисан, која со 1:0 го совлада тимот на Питогули. Големо Конјари остана на првата позиција на табелата откако славеше со 1:4 во Лажани против екипата на Слога. Второпласираниот Башкими киксна на гостувањето кај Бучин и одигра само 1:1. Тоа го искористи тимот на Превалец, кој со 9:0 го совлада тимот на Ултрас. Всушност, оваа средба беше прекината во 64-та минута при резултат 9:0, откако гостите останаа со 6 играчи во поле, што поради повреди, што поради картони. И во првата футсал лига се одигра 3 одложени средби од 14-тото коло. Кеги Моби на домашен терен беше убедлив против Јувентус Серава и славеше со 7:0. Осогово на домашен терен загуби од Бутел со 2:4, а Клими славеше на гостувањето кај Железарец со 1:7. Со оваа победа, кавадарчани се искачија на третото место на табелата, веднаш зад неприкосновениот лидер Форца и екипата на Проект. Познат е возниот ред во ракометниот плей-оф и плей-аут. Во првото коло во среда на 2 април, ГРК Тиквеш во Кавадарци го пречекува битолскиот Еврофарм Пелистер. Во просториите на Ракометната федерација на Македонија денеска беа излечени редните броеви на екипите што ќе се борат за титулата во ракометниот плей-оф, како и на оние кои ќе се борат за опстанок во ракометната елита на Македонија. Беше одреден и распоредот, па дерби дуелите во битките за титулата според скопските медиуми ќе бидат во 5-тото и во 10-тото коло. Станува збор за дуелите помеѓу Еврофарм Пелистер и Вардар, но сите ги подценуваат Алкалоид, па дури и Охрид, кои многу лесно можат на секој еден да му ги расипат сметките во борба за титулата. Ако како најголемо дерби го рачунаме дуелот помеѓу Еврофарм и Пелистер и Вардар, тогаш првото ќе се одигра во Скопје на 23 односно 24 април, а двете екипи потоа ќе играат во Битол на 7 односно 8 јуни. Надпреварите од првото коло ќе се играат во среда на 2 април, а веднаш потоа за време на викендот е второто коло. Последното, 10-то коло, е закажано за 7, односно 8 јуни, кога ќе биде доделена и титулата. Според жребот, во првото коло на 2 април ќе се сретнат Бутел Охрид, Вардар Алкалоид и ГРК Тиквеш Еврофарм Пелистер. И пред самиот крај на дневникот да погледнеме какво време не очекува. Променливо облачно и нестабилно со повремени врнежи од дожд. Процесите ќе бидат поинтензивни, особено во источните делови, каде ќе бидат во форма на невреме, со пообилен пороен дожд, појава на грмежи и засилен ветер. Температура од 10 до 18 степени.
Го следевте централниот дневник на КТВ телевизија. Останете и понатаму со нашата програма и имајте пријатни мигови.